Другари, здраво! Петок и особено ми е драго што се гледаме во 30-та јубилејна епизода од Кледунчарски муабети со Ико. Ако ова е прв пат што ме гледате, да ви се представам, јас сум тој Ико од насловот. Али да се фатиме за муабет. Најпрво, со тоа што беше топ тема неделава што помина. Односно, надпреварот погоди најголемата квота на Моцарт. Како што предпоставував, се случи фото финиш. Исто како и претходниот надпревар, овој пат мајсториште беше Маријан од Прилеп, кој во неделата негдека после 6 поручек, мислам дека беше, погоди 11.892 квота и со тоа нормално си го лапна джипот, а не натера и нас другите таму од кај 6-7 саатот до кај 9 да претрчаме до кладилница да ставиме уште некој тикет. До сега имавме незапамтен интерес во однос на број на тикети кои се уплатија и нормално веројатноста секако беше поголема да се погоди што подоцна, бидејќи како се ближеше крајот на играта, така и се повеќе и повеќе тикети се уплаќаа. Ја ви кажувам и од сопствено искуство. Со Маријан официјално ќе се запознаеме на доделувањето на наградите што ќе се десат во среда на 29 мај во обложуваницата на Моцарт што се наоѓа на Рекорд. Знаете, таму и минатиот пат кога имавме надпревар ги доделувавме наградите, тоаш беше и официјално отварање, а сите што сакаат да го упознаат мајсторот и да си направат малце муабет со него, се гледаме од 18 часот, тоа е следната среда во Моцарт на Рекорд. Ако решите да дојдете на доделувањето, освен тоа што може да се упознаете со Маријан и да го прашате како му успеа ваква магија на последниот ден од надпреварот, после тоа може и да останете и да гледаме заедно финале на Лига Европа, Челси Арсенал. Вашите типови ги очекувам уште сега во коментари, ако има време до наредната среда. Тикетот на Маријан, се надевам ќе може да го видите и на екран, се состои од 11 надпревари и тоа сите со иста игра. 1 плюс прво полувреме, 2 плюс второ полувреме. Си ги наредил Маријан од 13:45, има утакмици од 14, од 15, 15:30, мешано од сите лиги, значи што пофатил тоа ставил. Тука Маријан си имал и доста среќа, ќе се разбереме у среда кога ќе се видиме на доделување. А сакам баш да ми опише како се осеќал на последниот надпревар од 16 часот Килмарнок Ренџерс. Значи тој го фаќа со пенал во 89-та минута. Значи Маријан ќе треба да почастиш нешто и за судијата од Шкотска. Ја да ти кажам. Од останатите работи што ни беа во фокусот беше финалето, односно Final Four од Евролигата. Честитки за ЦСКА, за новиот европски шампион. А поврзано со кошарката, ептен ми е кејф да објавам, ако веќе не сте виделе, дека Джиги од Стречерси, ако памтите, ни беше гостин пред неколку емисии, кога стартуваше плейофот во NBA лигата, успеавме да го испровоцираме и во малку скратен состав да ги собере повторно Стречерси за да снимаат емисии. За мене Стречерс е едно од 3 најболи нешта што се десиле у кошарката у нашава држава. Едно ми е сеќавањето на Љубомир Николовски како коментира NBA, второ ми е Македонија кога освои 4-то место на Евробаскет, а Стречерси ми се омилени. Најдете ги на YouTube, изгледајте ги, имаат интересни коментари за изминатата сезона во NBA, а и нивно гледање за тоа како ќе финишира оваа. Ако пратите, веќе знаете дека Golden State се во финалето, тоа не е ништо ново, да не речам дека веќе и досадно. Битка има поголема на истокот, каде ќе видиме од Милвоки и Торонто, моментално дека снимаме 2:2, ќе видиме кој ќе се избори за финале со Golden State. Знам дека генералното мислење е дека на Golden State моментално му нема рамен. Стеф Кари е ненормален човек, значи не знам што да кажам поише за него. Ако сте гледале барем некој утакмица од ова годинешниот в плейоф, знаете, луѓе, Дурант им се повреди, подобро играат без него, ја мислам. Да не му се верува на човек. Али, ја мислам дека има само еден играч што може да ги сопре, а тоа е гркот Јанис. Презимето не ни пробувам да му го изговорам. Тоа има награда за кој ќе го изговори правилно од прва. И ако влезат Милвоки во финале, мислам дека може малку од малку да им се доближат, да им запретат. Али, за тоа ќе видиме кога ќе дое време за финалето. Од интересни дешавки што не очекуваат, првенството фудбалски горе-долу сите завршија и се јасни, ни преостанува само уште последното коло во Италија во Серија А. За тоа ќе направиме и тикет за викендов, али таму ситуацијата е каша попара. Уредо е тоа што Јувентус освои титула со огромна разлика, Наполи се втори, за Лига на шампиони конкурираат и Милан,
и Рома, и Интер, и Аталанта. А за испаѓање исто имаме огромен број на тимови. Ако ви се верува, дури една Фиорентина што беше у горен дел на табелата на почеток на сезона, има шанси по сплет на околности да испадне. Ќе видиме што како ќе се деси. Мене ме интересираат и вашите предвидувања за овдека, така да може да ни пишете во коментар. Мислам нека Интер и Аталанта по мене се во најповолна позиција, али ќе видиме, Милан не може да ги отпишуваме, а на Рома им треба баш магија да се деси за да влезат у Лига на шампиони. И ако имаме екстремно возбудливо последно коло во Италија, веста што направи бум е тоа дека Макс Алегри го напушта Јувентус. После 5 години, 5 титули во серија, 4 купа, 2 суперкупа, 2 финалиња од Лига на шампиони, Алегри и Јуве решија да се разделат. Според тоа што го кажа на пресконференцијата, што и за мене како најважна Јувентус беше баја емотивна, да не речам сега дека ќе пуштев и некоја солза, може да ми се исподнасмеа, да ми фатат сеир. Она што они го кажа дека се разделуваат спогодбено, односно дека мислат дека тука е крајот на патот и дека Алегри не може веќе нешто повеќе да постигне во Јувентус. Јасно е дека целта на управата е после 26 години да се дојде до титулата во Лига на шампиони. Па не за џабе го купи еден Кристијано Роналдо. Сега се отвара страшна игра на летниот трансфер пазар. Освен сите можни трансфери што се најавуваат во однос на фудбалери и големи имења, Гризман најави дека ќе си иде од Атлетико, Мбапе почна нешто да каже, не му се седело у ПСЖ, нов проект му се гледало, Кутињо ќе го ишутираат од Барса. Затоа ќе збориме повеќе кога ќе почне трансфер периодот, односно кога ќе почнат вистинските активности. Најинтересно е кој ќе биде тренер на Јувентус наредната сезона. Имиња што се вртат се Гвардиола, Покетињо, Сари од Челси, можеби Конте, Симоне Инзаги, дури еден Масимо Карера што му беше асистент на Конте, па после тоа отиде таму по Русија, по Спартак Москва да биде тренер. Моето гледање на работите е следно. Конте 99% е договорен со Интер, Мурињо слаби се шансите да дојде, посебно што иако он кокетираше малце со Ањели у времето кога беше у Манчестер Юнајтед, па игра Манчестер и Јувентус, само што изјави дека нема Јувентус да биде негов следен тим, ради минатото што го има со Интер. Сега, колку е возможно Гвардиола да си отиде од Сити или Сари од Челси? Или па дали Симоне Инзаги од Лацио би бил достојна замена за Алегри, останува да видиме во наредниот период. Според обложувалниците, верували или не, најголема шанси им се даваат на Гвардиола и на Покетињо. Лани летото никој не веруваше дека Јуве ќе го донесе Кристијано Роналдо. И сега може не верува дека ќе го донесе Гвардиола, али со Ањели на чело ништо не се знае. Ја би почекал, па би коментирал. Викендов што е пред нас, као што кажавме, завршува серија А, има интересни плейоф утакмици у Англија, имаме и по некој финале на куп. Да се фатиме одма за работа, ќе идеме на гол 3+ варијанта, одма да ви кажам. Најинтересна викендов ќе ми биде дерби со Астон Вила. Не е баш викендов, теку понеделник е, тоа е плейоф за влез во Премиер лигата, како што сакаат да кажат најскапиот плейоф во свет, пошто знаете каква е заработувачката во Премиер лига. Овдека тренери се Френк Лампард и Џон Тери. Значи ќе биде феноменален дуел. Со тоа како се изигра и претходни полуфиналињата во Чемпионшип, ја овдека ќе се изиграм гол 3+ и чоко не ми трепнува. 20-14 гол 3+. Играат за влез во Чемпионшип Сандерленд и Чарлтон. И таа ќе изиграме гол 3+. Цела сезона се здроби од голови давање едните и другите. И обавезно за мене интересен ќе биде и финале на куп во Португалија. Спортинг со Порто 4-1, 6-1, ГГ 3+. Друго што сакам да ставам е финалето на ЕФА купот во Шкотска. Тука нема дилема, играат Харц и Селтик. Оваа си ја бетонираме двојка 24-57, сабота од 16 часот. И сега ќе одберем и по нешто од Италија. Од Италија ќе биде оваа Интер Емполи, ќе биде циркус без пари, да ви кажам право. Шо да ставиме, ја би ја залепил, вака.
Ќе ја ставам Фиорентина Дженова прво X 10-31. На Фиорентина мислам дека им е доволен и бод за обстанок, а Дженова не верувам дека ќе успее да победи на гости. Значи овдека ќе играме X, тоа ќе ја дигне квотата убаво. Имаме финале на куп во Шпанија. 40-61. Овде играат Барса и Валенсија. Ќе си ја ставиме оваа единица фикс. Барса за тоа што се избрука у Лига на шампиони што им се деси на Енфилд, ќе сакаат да си заокружат сезоната со двојна круна. 2-4, 6 надпревари, дали да идам на 7, седмица ми е среќен број. Нема да идам на 7. Ја мислам дека е доста ова. Ајде да видиме за крај на сезонава што ќе направиме. А ќе си го уплатам и на поголема сума, имам некој таков осеќај да ви кажам право. Дечки, од вас чекам ваша прогноза за резултатот во финалето на Лига Европа во среда. Ваше мислење кое би било најдобро решение за клупата на Јувентус за наредната година и нормално ваши типови за викендов кој следува. Се гледаме најпрво во среда во Моцарт на рекорд на доделувањето на джипот и финале на Лига Европа, а потоа и во петок со нова епизода Кладуничарски муабети. Чао!